почитувани. Времето на секој бизнисмен е драгоцено. Им треба некој да ги ислуша, да ги советува, да им помогне. Во исто време, не може ниту да се замисли дека може да се води бизнис сам. На бизнисмените им треба комуникација, мрежа на соработници, партнери. Затоа е тука Стопанската комора на Македонија. Не е важно каде е седиштето на компанијата. Не е важно ниту каков бизнис има. Не е важно ниту дали целите на бизнисот се локални, национални или меѓународни. Важно е дека Стопанската комора на Македонија е секогаш тука за да им помогне да си ги остварат своите цели. Со речиси 1 век постоење и исто толку искуство во коморското организирање на овие простори. 14. јули 1922 година со закон е основана Трговско-индустриската комора со седиште во Скопје. 1931 година со Законот за предпријатија се трансформира во советодавен и помошен орган на државната власт и добива јавни овластувања за издавање дозволи, уверенија и други документи значајни за домашното и меѓународното трговско работење. Во 1962 година со закон е формирана единствената Стопанска комора на Македонија, докога делувале неколку гранско организирани комори. Декември 2004 година со закон е воведен плурализам во коморското работење. Во 2005 година направена е трансформацијата на комората. Го сменивме односот кон членките, со цел да ја задржиме нивната верба во институцијата. Се ставивме во улога на економски информатор, комуникатор, помошник, партнер, советник, промотор во земјата и странство. Стопанската комора на Македонија е единствената деловна асоциација во Република Северна Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европски стандарди. Процесот на воведувањето ISO 9001 во 2009 година беше завршен од страна на Британскиот институт за стандардизација BSI. Стопанската комора на Македонија со децении беше центарот каде се формираа бројни организации, асоциации, институции кои денеска успешно продолжија сами на пазарот. GS1 Македонија, ХОТАМ, АТАМ, Македонското кредитно биро. Овие промени не ја изместија нашата позиција. Напротив, по патот на трансформацијата на коморскиот систем, Стопанската комора на Македонија остана независна, самостојно јавно-приватна институција, лидер и бренд на коморското организирање дома и во регионот. Меѓународната соработка останува во коморските приоритети, следејќи ги развојните потреби за поддршка и унапредување на извозот во насока на јакнење на домашните компании и економско позиционирање на државата. Стопанската комора на Македонија има подпишано над 180 договори за соработка со меѓународни институции и организации. Членка е на повеќе регионални и меѓународни коморски асоциации, чија моќ и делување во бизнисот е без граници. Дел од нив се Асоциацијата на европските трговски индустријски комори Eurochamberс, која брои 1706 комори членки, со 19,8 милиони компании и 120 милиони вработени. Асоциацијата на Балканските комори АБЦ, во која покрај нас членуваат и националните комори од Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Кипар, Грција, Турција, Србија, Црна Гора и Романија, со основна цел создавање слободна трговска зона во регионот. Коморскиот инвестицијски форум КИФ, кој се формираше 2015 година во Виена по донесените заклучоци во рамки на Берлинскиот процес во регионот на Западен Балкан. Пазар со над 22 милиони компании. Нашата визија е јасна. Комората како најефикасен сервис, моделиран согласно потребите на членките. На тој пат, една од главните алатки за промовирање и дистрибуирање на нашите активности е вебсајтот на Стопанската комора на Македонија. Неговата моќ и улога е повеќе пати јавно потврдена и наградена. Во 2006 година, веб-порталот на Стопанската комора на Македонија е прогласен за најдобра алатка на меѓународната промоција на економијата на летната академија на Асоцијацијата на европските комори, одржана во Шпанија, во избор од 60 на веб-портали и членки на Eurochamberс. Во 2020 година, во иновирана форма, истиот е избран за најдобар бизнис корпоративен сајт
од страна на македонската дигитална маркетинг агенција Media Solution, која 11-та година поред ја организира манифестацијата. И токму затоа, преку коморскиот вебсайт, фокусот на информирањето го ставаме на стратешките прашања од интерес на компаниите членки. Вмрежување кое значи интерно поврзување на членките во рамки на комората, регионално поврзување преку коморскиот инвестициски форум, представување и искажување на интересите на членовите на комората пред надлежните државни органи и институции. Проекти, алатка која ги поддржува компаниите во процесот на запознавање, едукација и подготовка на проектни активности за програмите на ЕУ фондовите, со цел подигнување на иновативноста и трансфер на ноу-хау на домашните компании во насока на стимулирање на извозот. Образование. Комората е мост помеѓу образовните институции и деловниот сектор за обезбедување квалификуван кадар согласно потребите на компаниите. Даноци и царини. За поголема конкурентска предност на бизнисите, преку активно следење на даночната и царинската политика и креирање систем кој ќе го растовари стопанството. Во рамки на комората функционира и постојаниот избран суд арбитража, основан во 1993 година, кој има склучено спогодби за соработка со арбитражите при коморите во Словенија, Хрватска, Бугарија, Украина, Руската Федерација, Србија и Косово. Коморите во секоја развиена демократија секогаш биле значаен фактор во државата, природен партнер на јавниот сектор и единствено во партнерство може да ја постигнат заедничката цел – економски просперитет. Почитувани дами и господа, Стопанската комора на Македонија денеска слави 99 години од своето постоење. Ако беше човек, ќе изгледаше вака. Но вие сите добро знаете дека она изгледа како Моника Белучи, преубава за своите години, искусна и доволно мудра и се уште може да привлекува. Во изминативе 30 години од нашето осамостојување, јавноста се обидуваше и не нарекуваше со различити имиња. Ќе споменам неколку. Комора на елитните македонски компании, тоест елитистичка комора. Комора на крупниот капитал. Комора на најбогатите бизнисмени. Но ние совршено добро знаеме што сме, а ние сме комора на најуспешните македонски компании. Тие компании ги гледате на екранот и ви се вам сите добро познати, затоа што тие не се само наши брендови, тие се брендови и во рамките на регионалниот пазар, и во рамките на европскиот, а и на светските пазари. Тие компании создаваат 50,3% од купниот приход во приватниот сектор во нашата држава. 47,6% од профитот во приватниот сектор. И секој трет вработен во приватниот сектор во нашата држава, вработен е во компанија членка на Стопанската комора на Македонија. Иако ова што го изнесов се факти, често во јавноста може да се слушне дека Стопанската комора на Македонија нема свој став по однос на крупните прашања од нашиот економски развој. Јас предлагам во интерес на вистината заеднички да погледнеме дали е тоа така. Изминатите повеќе од 15 години од преминот на комората од задолжително во доброволно членство, Стопанската комора на Македонија во јавност е присутна со бројни јавно искажани ставови. Да си има став значи да се размислува, да се чувствува, но и да се делува. Она во што сме сигурни е дека ставовите кои ги истакнува Стопанската комора на Македонија се доволно моćни, ја имаат довербата од членството, но во одреден момент тие треба да бидат прифатени и реализирани. А овие ставови ви ги пренесуваме токму од оваа просторија
кој што е всушност брендот на Стопанската комора на Македонија, бидејќи секој понеделник преку редовните пресконференции, но и многу други настани што ги организира Стопанската комора на Македонија, од овдека праќаме разни пораки и ставови. Како најстара и најбројна бизнис асоциација во Република Македонија, го почитуваме коморскиот плурализам кај нас и јавно ги повикуваме бизнис асоциациите, програмски да се обединат околу заедничките барања на фирмите за подобрување на економскиот амбиент за стопанисување и да ја подобриме нашата комуникација, за да можеме сите заедно да израснеме во сериозни партнери на владата. Ние воведуваме стандарди за квалитет во нашите фирми веќе 10 години, во соработка со најреномираната компанија од оваа област, Британскиот институт за стандардизација. Ние ги кодираме македонските производи за да може да излезат на европскиот и на светскиот пазар. Ние издаваме АТА карнети за да можат македонските производи без царина и други давачки да се презентираат во светот. Сивата економија, ако и натаму обстојува, ќе не комплексира и вас и нас, како неуспешни субјекти кои го напуштаат теренот со наведнати глави. Застојот на гасификацијата во Република Македонија ќе биде доказ дека на Балканот постои слепо црево во заедничкиот европски организам, што исто така не е добро за никого. Темелните вредности кои што мораме да ги изградиме во наредниот период по забрзано темпо се процесот на децентрализација, попис, средување на состојбите во правосудството и создавање на претпоставки за намалување на степенот на корупцијата и на сивата економија. Суштината на таа работа беа две почетни точки на една реформа сеопфатна во државата, во која што ќе се поддржат индустриските компании и извозните компании со оглед на тоа да тие можат да испорачаат брз раст и брзо испорачување на нови работни места. Проблемот се вика имплементација. Значи, ние можеме да си носиме решенија колку сакаме, али тие треба да се справедливи. Ако немаш имплементација на тие, немаш ништо. На Македонија и фали имплементација. Не тргни, па на првата препрека менувај. Кога ќе тргниш, нема зауставување. Онака како што е договорено, се спроведува до крај и точка. Најдете го излезот од волшебниот круг на партизацијата на државната администрација, која и понатаму ја фрустрира целата наша држава. Императив на сите императиви мора да биде зголемување на извозот и постигнување транспарентен договор меѓу јавниот и приватниот сектор за немешање во надлежностите. Инфраструктурните и сите други процеси кои што можат да ја зголемат конкурентноста на балканската економија мора да се базираат на гласот на приватниот сектор. Не може да се базираат само на гласот на политичките елити, него на приватниот сектор и преку тој инвестиционен форум, кој што мислам дека е многу сериозна алатка, тоа ќе го направи. Целиот регион ни плива во долгови. 105% од бруто домашниот производ Црна Гора задолжена. 170% Грција задолжена, 120-130% Хрватска задолжена. Ние преку 50% задолжени, другите меѓу 70 и 90%. Заради бариерите, затоа што во цевта можеш да видиш редици камиони по 11 километри. Така е? Да. Нигде нагоре не ќе видиш редици на камиони. ...563 закони во изминатиот период донесени по скратена постапка. Таква пракса понатака не смее да продолжи. А то по скратена постапка значи дека е заобиколена комората и сите бизнис заедници да се произнесат за тоа. Од таа цифра која што сите ја знаете на невработни лица во Република Македонија, која што изнесува 30,6%, 30% во структурата се лица кои што бараат работа, немаат формирано основно образование. Ние до 90-та година имавме во општините влади со изворни приходи на финансирање. Денеска имаме тамо трансфер органи со превработеност и со единствена инвестициона активност тротоар. Па откопај го тротоарот, па закопај го, па прави, па тамо. Толку му се можностите, не може што да прави.
Еден контейнер превозен со нашата железница кошта дупло поскапо него со камионски превоз. То никаде во светот го нема. Има еден очигледен пример на рушење на конкурентноста на македонските производи, затоа што нивниот производ, транспортот за нивниот производ од Демир Хисар до Солунското пристаниште е 2 пати поскап него од Солунското пристаниште до Кина. Имаме еден заеднички непријател, Охриѓани и Кичевчани. Тој се вика Стража. Дури не пробијаме тунел там, како што направиле нашите предци пред 50 години за возот. Стопанската комора на Македонија има 15.000 членки на доброволна основа. Тие не дошле во комората затоа што јас им личам на Бред Пит, тие дошле затоа што имале интерес да бидат тамо и затоа плаќаат. А шом плаќаат, тогаш бараат некои работи да се постават на свое место и јас тоа го правам во нивно име. Ако оваа здравствено-економска криза не успее да постигне консензус на државно ниво, тогаш треба да ни биде совршено јасно дека имаме проблем со функционирањето на државата. Во овој прилог нотираме неколку меѓународно организирани настани и манифестации во организација на Стопанската комора на Македонија изминатите 15 години, за чија моќ, репрезентативност, професионалност, грациозност, организација на највисоко ниво, ќе говорат фотографиите низ прилогот. Настаните оставија печат по содржина, повод поради кој се организирани, пропратени со најдобрите музичари, актери и водители, како освежување од жешките теми или сериозните дискусии. И секако, констатацијата дека атрактивноста на настаните на Стопанската комора на Македонија во Александар Палас треба да имаат само прв и втор ред за учесниците, бидејќи секој еден кој е тука присутен сака да биде во првиот, евентуално во вториот ред. Донаторската конференција наменета за обновување на опожарениот објект на една тогашна наша членка Хотелот Европа во Отешево, но и место за привлекување нови членки, аукција на уметнички слики, промовирање на новите коморски амбасадори. На повеќе од 50 маси, бизнисмени, функционери, но и специјален гостин, српскиот милиардер Миодраг Мишковиќ. Главната маса, предвидена првично за 6 особи, заврши како маса со 24 присутни лица. Секој сака да седи до големите. Со донаторската конференција, Стопанската комора на Македонија го скрши мразот за јавното донаторство во Македонија. Пред 2000 бизнисмени, дечиња од детската градинка Јасна Ристеска изведоа перформанс Бумбаров лет од Николај Римски-Корсаков, облечени во облека со бумбарови крилца, во очекување на сериозни намрштени фаци да држат говори и да им одземат на бизнисмените дел од нивното драгоцено време. Нивниот настап навистина предизвика еуфорија. На грандиозната свеченост во скопскиот хотел Александар Палас по повод одбележувањето 85 години коморско работење, присуствуваа и највисоките државни функционери во земјата, председателот на државата и председателот на владата, кои во тој период кохабитираа. Бизнисмените организирани во Стопанската комора на Македонија изградиле стотици верски објекти на МПЦ, возобновиле уште толку, но никогаш јавно не го прокламирале тоа. Сакајќи да се заблагодари неговото блаженство, архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, одлучи да додели високи признанија на десетмина бизнисмени за нивниот придонес во тие активности. Заедно со него на свеченоста беа митрополитите господин Кирил и господин Наум. Нормално дека секој таков настан има по некоја необичност, а тука имаше неколку. Меѓу нив е и тоа дека настанот се одржа веднаш под сликите од нашите најзначајни манастири, а и основната архитектонска идеја на архитектот Јанко Константинов за хотелот е Македонски манастир, кој во средината има шадрван, а околу има соби за сместување. На големата свеченост по повод 90 годишнината на комората во хотелот Александар Палас, сите сали поврзани во една.
Јубилеот на коморското работење одбележан со театарска представа посветена на промоција на арбитражата. Представата беше само еден мал дел од настанот, на кој имаше многу бизнисмени, но исто така и политичари, представници на државните институции, еминентни имиња од науката, адвокати, суди, медиуми, чија насмевка во моментите на сатирично представување на слабостите на судството беше неизбежна. Уште поинтересен беше настапот на Сашко Коцев, кој на хумористичен начин ги представи недостатоците на нашиот систем, поради кои фондовите на ЕУ за иновации и нови технологии останале неискористени, а постојано се жалиме дека ни недостасуваат средства. Овие две работи останаа до ден денес во главите на сите присутни. На големата свеченост по повод 90 години Стопанска комора, важно е да се спомене и обраќањето на нашиот специјален гостин Алесандро Барберис, председател на Асоциацијата на Европски комори Eurochamberс со седиште во Брисел. Во присуство на 1200 домашни и странски реномирани представници од научната и стручната јавност, звучни имења од бизнисот, поранешни председатели и премиери на мали држави од регионот, кои потекнуваат или работат во мали земји, се одбележа 95 годишнината од постоењето и функционирањето на Стопанската комора на Македонија. Навистина не беше лесно да се одбере составот на учесници на тркалезната маса и во целост да се осмисли овој настан, но на крајот беше нешто за што се зборуваше долго време после тоа поради неколку работи. Но еден од заклучоците од овој настан кој одлично се вклопува во оваа приказна гласи: најбитно е да си има сон, да си има желба нешто да се направи. Само така ќе придонесеме да живееме во мали, но во богати, срекни и убави држави. Конференциските сали беа исполнети до последното место. Причината – историската посета на премиерот на Република Грција Алексис Ципрас и одржувањето на бизнис форумот меѓу грчките и македонските стопанственици. Во присуство на над 600 гости се реализираше првата посета на еден грчки премиер на нашата земја, кој заедно со председателот на Унијата на грчките комори ја предводеа бројната бизнис делегација од Грција. За само 2 дена имавме пријавени околу 400 стопанственици. Се бараше место плюс, а бевме ограничени и заради бројното присуство на новинари и телевизиски екипи од целиот регион, кои дојдоа да го проследат настанот. Ова беше настан кој доби печат за настан на годината. Оваа средба се случи во време кога се воспостави и авионска линија на релација Скопје-Атина. И иако имаме и соодветна патна инфраструктура, модернизирањето на железничката инфраструктура во иднина ќе има клучна улога во поврзувањето на пристаништата од Грција преку Скопје, Белград до дестинациите во Централна Европа. Сето ова е гаранција и потврда дека 100 годишнината, следната 2022 година, сите заедно ќе ја дочекаме со настан кој ќе биде најдоброто нешто од бизнисот. Нашата стратегија е базирана врз основа на партнерски однос со секоја легитимно избрана влада во Северна Република Македонија, со висока професионалност и истрајност на нашите барања, со почит кон сите компании и оние компании кои не се членки на нашата комора, со почит кон секој вработен во нив и во нивните менаџерски тимови. Нашата визија е да имаме што поголем број конкурентни членки кои што ќе работат глобално и ќе остваруваат поголем профит, затоа што тоа е основа за екзистенцијата и постоењето на секоја компанија. И за крај сакам да се извинам за сите наши евентуални пропусти во минатото. Во иднината сигурно ќе бидеме подобри. Срце ја примаме големо задоволство, како што кажа. За 100 годишнина како комора.
Господне Камшев, да ви честитам многу награди уште да добивате и да ни сте здрав и жив 100 години наред. Благодарам многу. Посебна чест е што комората го добиваме ова, на кој што сме соработници долго време. Така е. Ali ova не е награда само моја, ова е награда на целиот наш колектив, на сите вработени. Да сте здрави и живи. И да надам секој пат ќе биде со комората. Ова е награда за континуирана коморска активност, која што ја бива луѓето кои што најверно биле и членувале во Стопанската комора на Македонија. Ова е благодарение. Добар ден, добро дојдовте. За добар провод. Имаме прилика да ви вручиме награда, ова годишната награда за иновативна дейност и изворени резултати во услови на криза. И многу ни е драго што баш Брак ја добива оваа награда. Се надам дека и следната година, за 100 години, повторно ќе ви даеме ваква награда, затоа што верувам дека Брако ќе покаже изворени резултати во следната година. Тоа што не примите, povedете. Ви благодарам на честа што дојдовте денеска до Брако. И еве за нас представува награда на некој начин гордост, али представува и обврска да продолжиме, значи да правиме технолошки убави производи, иновативни производи. Веројатно еден добар дел од оваа награда е заради хидрогенското возило што го направивме тука во Брако, па ние веќе работиме на нови 7-8 возила и мислам дека следната година ќе имаме нови производи со кои што пак ќе можеме да се пофалиме, а се надевам комората тоа ќе го препозна. За добивање на награда од Стопанската комора на Македонија по повод 99 години од нашето функционирање. Награда која што се однесува на компанија која ефикасно се прилагодила своето производство во време на пандемија. Така да, сметаме дека е сосем заслужено. Благодарам на комората, на наградата, на припознавањето, на ефикасноста и флексибилноста на нашата компанија да се прилагоди на новите услови на работа и секако она што е најбитно да го задржи бројот на вработените и да го задржи својата ликвидност и својата конкурентност на пазарите во Европа. Управниот одбор на комората одлучи дека ќе треба да добиете награда во услови нели на криза, ама кои придонесуваат за развој на планскиот регион. Помилете. Имаме одлична пригода да ви вручиме наградата за соработа со комората.
Се надевам дека ќе продолжите да бидете навистина еден од најактивните членови по соработката и посакуваме нова година по-ослободена од корона со многу успеси. Ево, поведете. Ќе го поздравите директорот. Заради се што сме соработувале во сите овие години и за годините што следуваат, се надевам дека ќе соработуваме на истиот начин, дека компаниите ќе бидат благодарни на секоја наша работа. Честито. Честитки по повод добивањето специјално признание за од комората, бидејќи управниот одбор одлучи дека нема да доделуваме на институција овој пат награди, меѓутоа дека ќе доделиме едно специјално признание. Почитувани, дозволете ми да упатам искрени честитки по повод 99 годишнината на Стопанската комора на Македонија со желби за континуирани успеси и во иднина. 99 години постоење како традиција на здружување и на заштита на интересите на стопанствениците е факт достоен за почит кој ги заслужува сите признанија како ретко која друга асоциација. Уште повеќе, затоа што Стопанската комора е сопатник на развојот на македонското стопанство и државност. Како облик на организирање на компаниите во нашата држава, со својата активност и функции, комората даде огромен придонес за развој на македонското стопанство. Владата на Северна Македонија и Стопанската комора имаат одлична соработка. Економските политики на владата во изминатите неполни 4 години направија огромен пресврт на повеќе полиња. Меѓу другото, и заради тоа што во еден поголем дел дојдоа како препорака токму од Стопанската комора на Македонија. Особено значајна е соработката во справувањето со последиците од пандемијата со COVID-19. Во заедничка соработка досега имплементиравме 4 значајни пакети на мерки за поддршка на економијата, а овие денови во завршна фаза е креирањето на 5-тиот пакет мерки. Стопанската комора е угледна деловна асоциација, наш достоен партнер кој дава значаен придонес во креирање на законски прописи, економски мерки и политики за развој на националното стопанство. Комората е наш важен партнер во справување со предизвиците на денешницата и на нашата посветеност на економијата како првенствена обврска. Да се зачува ликвидноста на предпријатијата и работните места, а пред се здравието на сите нас. Во исто време ги поставуваме и темелите на новата развојна економија со фокус на енергетика, гасификација, дигитализација и капитални инвестиции. Оваа влада работи на зајакнување на јавно-приватниот диалог со сите релевантни чинители и стратешки пристапува за овозможување на реален економски развој и одржлив раст. Ја намалуваме неизвестноста и создаваме предвидлив амбиент за зголемување на довербата на инвеститорите, на извозот, за развој на предприемништвото и иновациите. Зголемување на конкурентноста и продуктивноста на деловниот сектор е од голема важност за отварање на нови работни места и подобрување на животниот стандард. Токму кон тоа ги насочуваме економските политики. Почитувани, успехот на секоја компанија е наш заеднички национален успех.
Во земјава имаме компании со долга традиција, кои прераснале во препознатлив бренд и успешно работат децении наназад. Во оваа прилика сакам да упатам честитки на наградените компании кои годинава дадоа свој придонес за унапредување на македонското стопанство. Стопанската комора ги следи во нивниот успех и верувам дека можат да направат многу за изнаоѓање решенија за подобар економски развој, а државата е секако тука да помогне. Ја имате нашата подршка и понатаму заеднички да ги негуваме принципите на пазарната економија, која е од суштествена важност за развој на демократијата во едно општество. Уште еднаш упатувам искрени честитки и верувам дека 100 годишнината на Стопанската комора заеднички ќе ја прославиме побројни и уште поуспешни. Благодарам. ...365 дена до 100 годишнината од коморското организирање во Република Северна Македонија. Се движиме кон целосно дигитализирање на нашите услуги. Имаме целосно редизајниран вебсайт приспособен на потребите на нашите членки. При крај е изработката на дигитална платформа за поврзување на работодавачите и образовните институции, клучниот линк за обезбедување кадар за приватниот сектор. Развиваме дигитален систем на документи за надворешно трговско работење, достапен за компаниите од 1 април 2021 година. Работиме на систем што ќе овозможи електронска достава во арбитражните постапки. Обезбедивме целосно нова современа опрема за онлайн состаноци, дебати, семинари, презентации и онлайн работа на нашите вработени и серверски станици. Зошто го правиме ова? Затоа што создаваме комора на новиот милениум. Комора достапна за сите и без физичко присуство. Сакаме зелена комора со минимална потрошувачка на хартија и енергија. Градиме комора со едукација, достапна за сите нејзини членови. Создаваме комора со сигурна, брза и ефикасна технологија. Сакаме комора која е транспарентна и корисна. Имаме препознаена и респектирана комора. Комора која е вистински репрезент на нашата економија и силна потпора на нашите членки. 99 години стара, а сепак нова. Затоа што сме во чекор со времето. Создаваме е-комора, комора на новите времиња.